ова е представа за детството, за 90-тите и за тоа како 90-тите повторно се враќаат, а можеби никогаш се немаат заминато. Мислам дека со представата повеќе ги преиспитуваме 90-тите отколку што само нели носталгично се навраќаме на нив и се сеќаваме, затоа што во тие клучни моменти на детството родителите, на некој начин и државата преку нашите родители има многу голема улога во нашиот развој како личности и нели оној дуалитет бунтовник наспрема послушник на некој начин е клучното за нас како луѓе и за тоа како се градиме поинаку, дали се плашиме, дали сме храбри и така натаму и така натаму. Текстот е напишан во 1998 година, пред 20-21 година, но темите и материјата се уште актуелни затоа што, како што кажав, можеби 90-тите воопшто си немаат ни заминато затоа што преку приказните на овие 4 деца на возраст од 10 до 12 години кои се главни ликови во текстот и во представата, гледаме како всушност преку нивните игри државата, политиката и одредени нешта на кои што едноставно таму не име местото се протнуваат, избиваат постојано и гледаме едни сосема поинакви димензии од нивното растење, од нивниот развој. Представата визуелно е сместена, односно временски просторно е сместена во 90-тите на едно напуштено старо игралиште, но сепак актерскиот израз е она кое што е прилично модерно, современо. Нашиот фокус беше на друго место. Само по себе се наметна да се фокусираме на леснотијата која што ја носи детството како период, затоа што ние сме сепак деца произлезени, пораснати во тие години. Тие години се нашето време, времето на нашето детство. И оваа представа ја работевме со многу љубов, но признавам и со малку носталгија за тоа време. Преку детската игра ние ги гледаме проблемите на родителите и на општеството во кое што живееме, а тоа е еден момент кој што јас не би сакала децата да бидат обременети со проблемите на возрастните. А многу често се случува тоа насекаде околу нас, не само во 90-тите, туку и сега. Представава има универзална тема, имаме многу сцени кои што се актуелни и сега, исто како и селувањето, влијањето на политиката врз животот, односите родител, мајка, татко. Така да мислам дека е многу актуелна и многу убава за гледање. Истовремено е среќна, радосна, но носи и голема тага.